На 17.12.2022 година, управувајќи со автомобил Мерцедес, Ангелче Николов на пешачки премин смртно ја прегази 11-годишната Магдалена од Велес. Возачот со огромна брзина удри во девојчето и нејзината мајка на пешачки премин во Велес, при што 11-годишната Магдалена почина, а мајката беше тешко повредена. Првостепената пресуда беше 18 години казна затвор за тешки дела против безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот и неукажување на помош на повредени лица. Апелациониот суд потоа драстично ја намали казната затвор на само 8 години, иако во моментот на несреќата возачот имал забрана за управување со возило. Клучните елементи зошто има драстично намалување на казната, апелација ги објаснува со тоа дека се работи за млад, неженет човек, кој се покајал за делото. Нема други постапки кои се водат против него, како и тоа дека неговиот брат починал во сообраќајна незгода. Па судот цени дека тој ги разбира траумите низ кои поминува семејството. Дали законодавецот работи за правда или има и други цели кога дава можност за енормно намалување на казна за случај со смртен исход? Дали е време и пратениците да почнат да сносат одговорност за носење на закони кои имаат штетни последици? И зошто во Македонија правдата речиси секогаш се заобиколува? Во периодот од 1999 година до 2008 година, Охрид беше потресен од серија убиства кои долго време останаа неразјаснети. Случајот заврши со откривање на Лазе Радески, човек за кој никој не би помислил дека е способен за такво злосторство. Тој скромен и мирен семеен човек со добар углед во околината се покажа како првиот серијски убиец во историјата на Македонија. Лазе живеел и работел во Охрид, бил оженет, имал семејство и важел за почитуван човек во својата околина. Работел во мала продавница во сопственост на неговиот зет, а неговите соседи го опишуваат како мирен и воздржан човек. Иако првично се поврзуваше со 6 убиства, судски беа докажани само 3, додека за останатите не беа пронајдени тела. Неговите жртви сите биле дилери на девизии и познаници на Радески. Сценариото за секое убиство било идентично. Радески ги намамувал жртвите во продавницата Грини каде што работел, под изговор за деловен договор или размена на пари. Откако ќе ги доведел внатре, ги напаѓал со чекан, повеќе пати и брутално, се додека не ги лишел од живот. Последното убиство било најсвиреп. Радески ја изгубил контролата и покажал невидена суровост. Според полициски извори му го извадил срцето на убиениот, а постојат и сомневања дека дел од органот го изел. Радески беше осуден на доживотен затвор, но се уште останаа мистерија многу убиства, нивните мотиви и каде се телата на убиените кои никогаш не беа пронајдени. На 24. јули 1992 година, карго авионот Антонов на Волга Днепар Airlines се урна на 26 км југоисточно од Скопје за време на приоѓање кон аеродромот. Кога екипажот се обидувал да избегне невреме со грмотевици, па кружел околу аеродромот. Во оваа несреќа животот го загубија 8 лица. Поради тоа што на само 16 месеци во Македонија се случија 3 големи авионски несреќи. Карго авионот на Волга Днепар, Фокер 100 на Палер Македонија и Як-42 на Авиоимпекс. Антони Пешев, тогашниот министер за градежништво, урбанистичко планирање, комуникација и животна средина, чиј ресор беше и авиосообраќајот, си поднесе оставка. Никој не беше најден за виновен, ниту некој одговараше за евентуалните пропусти кои однесоа стотици човечки животи. На 3 април 2015 година, животот трагично го загуби Фросина Цековска, студентка од Крива Паланка, која загина на пешачки премин во сообраќајка на булеварот Партизански одреди кај Универзална сала. Возачот не застанал по кобниот судир, а при прегледот му беа најдени 1,2 промили алкохол во крвта. Кривичен еднаш го осуди на 6,5 години затвор, но апелација го врати процесот на повторно судење и ја поништи пресудата. На второто судење беше осуден на 4 години затвор, но апелација по разгледување на жалбата му ја намали затворската казна дополнително на 3 години. Сепак и на оваа одлука на апелација имаше интервенција од страна на Врховниот суд, каде по поднесените жалби од семејството се донесе одлука наместо 3 да добие 4 годишна затворска казна. И на крај се поставува прашањето: колку вреди човечкиот живот во Македонија?